Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господин Стефчо Јакимовски, поранешен градоначалник на општина Карпош. Дали може би ќе биде и ден, ќе видиме во текот на разговорот. Господин Јакимовски, не знам, прво прашање најлогично е што се случува во општина Карпош. Има ли општина Карпош градоначалник или нема? Мислам, ова сите се прашуваат, навистина. Јас некаде во почетокот на декември минатата година направив една паралела меѓу украдената победа на Тито Петковски во страна на Борис Трајковски 99 година и потоа се случија лоши работи. Сакајќи да алудирам токму на ово што се случи во општина Карпош, дека победата ја зема на нечесен начин и еве гледате, кармата е чудо. Буквално господова работа од 83 општини токму ова да се случи во општина Карпош, нешто што не се случило во историја на локална самоуправа. Значи се има случено поранешен градоначалник, тој е првиот градоначалник на општина Карпош, мислам Ристо Попевски, после 6 месеца да доживее инфаркт човекот да почине. Овде не се работи за болест. После 15 на 20 дена од стапувањето на должност актуелниот градоначалник Лукровски почнува да зборува дека ова работа не е за него, дека он ќе си оди, дека он ова не може да го издржи, дека тамо каде што работел во Алколит Конс имал многу повисока плата, имал многу повеќе привилегии. Во меѓувреме не прими ни еден граѓанин, не реши ни еден проблем. Готово да немаше средби со вработени. Впрочем, и вие, медиумите, ќе кажете ми на кој медиум одговори на прашање, дали направи било какво интервју. Проектите кои што се започнати, не ги доврши. Проекти за кои што имаме подпишано договори и одобрени пари, токму од владата на ВМРО ДПМН не ги отпочнува. Едноставно треба да кажете, овој проект, таа улица нека почне утре да се гради, градинкава нека почне утре да се гради и така натаму. И тоа да не се прави. Проекти кои што сме ги нарачале, а тоа се проекти за потреби на граѓани, канализации, улици, водоводи и така натаму, ги стопира под изговор тоа се на Стефче проекти, а не нарачува други. Може да замислите, стопира проект катна гаража во Карпош 1. Катна гаража во Карпош 1. Значи, една демонстрација на неработење, една демонстрација на некомпетентност, на неподготвеност да се сватат работите како што треба, а во исто време направен конзилиум од, не знам, 2 жени кои ги донел тука, па уште еден надзор на нив, па уште 2 адвоката кои што доаѓаат секој втор, трет вечер да проверуваат предмети, па после демек тој да подпишувал, па 2 советника внатре со канцеларија во општина Карпош и практично тоа се направи едно колективно раководство во кое што гледаме сега и сега малку е тоа, сега се назначува заменик градоначалник кој што во мое време беше секретар на општина Карпош. Човекот немам ништо против него, тој е коректен како човек. Тој е господин Неделчо Крстевски, така? Неделчо Крстевски. Инсистираше ВМРО ДПМН тогаш да го ставиме за секретар, иако со несоодветно образование, со историја на уметност, најчесто секретарите се правници. Значи, Карпош имало многу јаки секретари, ако ви кажам, дека председател на Уставен суд, подоснежен врховен судија бил секретар во општина Карпош, министри биле секретари во општина Карпош, зашто е многу битно и силно место во општината Карпош. Добро, господин Крстевски, претпоставам како искуство, бидејќи беше во кабинетот на Коце Трајановски на времето, за тоа. А што е битно ако бил во кабинетот? За градоначалник треба други перформанси. Сите ние може да гледаме како се слика некоја слика, мај да земе да ја насликаме. Значи, сака мајсторство за таа работа. И сега, јавна тајна е дека господинот Лукровски нудел оставка кај Мицковски и претходно, и дека овде е дојдено врв до ледениот брег и тие наоѓаат едно преодно решение да добијат во време да земе боледување, за да отприлика се потрудат некако да ја менаџираат оваа ситуација што се случува во општина Карпош и да ја стишаат, што сметам дека апсолутно некоректно према граѓаните.
Добро, господин Јакимовски, кои се според вас, дали имате сознание или размислувања, кои се причините? Прочитавме доста информации, некои неофицијални се разбира, објавија неколку медиуми, повеќето алудираат на тоа дека господин Лукровски имал, ајде да речеме, страф од работите кои му се сервирале на маса, од разни договори. Се спомнува тоа фамозно Скопје на вода или Карпош на вода, или како се вика. Па ова што вие го спомнавте дека му се донесени двајца советници од Гази Баба да му асистираат, да му го надминат стравот, како што беше напишано, но и тоа не е помогнало. Значи, како најчеста причина тоа се спомнува. А се спомнува дека ќе го носат на бајачки да... Не, тоа не го човекот да не е урочен, евентуално да не го урочиле, па... сега да ја прашам што вие размислите за тоа. Тоа се смешни работи, господин Ризвановиќ. Таму се 2 и 2, 4. Ако се 5, нема подпис. Ако се 3, нема подпис. За да ставите негде подпис, треба тој што го работил предметот да се подпише, тој што го проверил да се подпише и најчесто се подпишува секретарот, а тој не стави се уште секретар и на крај ставате вие подпис. Има ли такви лудаци кои што ќе стават подпис, ќе стават главата у торба за да евентуално и вие потоа второ, ако се работи за продажба на земјиште, тоа проверката ја прави и катастарот, проверката ја прави и Министерството за финансии и правобранителството. Значи, ние не сме единствени во таа хиерархија на подпис што се става. Ако се работи за градежна дозвола, таа градежна дозвола и таа согласност потоа оди на пресметка на комунали во град Скопје, каде што се врши комплетна проверка на целата таа работа и објектот што треба да се гради на крај треба да се упише во катастар. А ако е издадена дозвола спротивна на урбанистички план, тогаш катастарот нема да ја впише, да го впише објектот. Значи, ние не сме единствени во подписите, така да таа е чиста измислица на пропагандата на ВМРО. ДПМН дури да го крева дека еве човекот види не сака да подпише и така натаму, апсолутно нема врска. Се работи за една сериозна демонстрација на некомпетентност, на несваќање на проблеми. Таму треба да решавате проблеми. И можете да замислите, ова се случува во време кога во општина Карпош, да не речам 95% проблемите се решени. Можете да замислите како било 2000 година кога сум станал градоначелник. Како било 2009 година. Од 5000 и кусур светилки оперативни биле 2300 светилки. Цело Нерези чорава светилка нема. Делови од Козле. Злокуќени бардоци да не правам муабет. Канализации немате злокуќени, немате бардоци, се е тоа септички јами. Цело Нерези во септички јами. Делови големи од Козле, тие горните делови на Козле, Ловкенска 1, Ловкенска 2, Ловкенска 4, 6, 9 и така надолу. Апсолутно нема шанса да има канализација. Една канализација дури сега ја правев јас пред моето заминување и има дел, оној дел Шпанско село кој што уште не е приклучен на канализација. Например, во Бардовци, позади Конакот, тие куќи тамо, тие не се, сега имав нарачено проект, не се приклучени на канализација. Зборувам, значи, вие треба да решавате проблеми. Се јавуваат секојдневни проблеми на граѓаните. Може замислите, сега имате улично осветлување во кое што има софтвер и вие на софтверот пратите секоја сијалица. Колку има, кој напон го има, колку ампери троши струја, дали има шанса да се расипе, има ли некој проблем. Ако е расипана, веднаш ви сигнализира софтверот. Во мое време дневно 3-4 доаѓале да бараат работа да им помогнеш така натаму. Сега дали у 5-6 месеца ќе се случи 1-2 да дојдат да бараат работа. Значи работите се многу сменети во позитива, што се вели со задоволство да одиш на работа во општина Карпош. Добро, но тогаш кои се причините? Училиштата реновирани. Навистина чудна оваа лимбо ситуација, ајде да речеме. Кои се причините? Доколку не е тоа. Не е чудна. Вие велите дека според вас некако се истошало до врските или му биле тешки, да речеме, како што велите, имал поголема плата во алкалоид и така натаму. Но видите сега кога господин Лукровски се договарал со господин Мицкоски, како да го номинираа за градоначалник на Карпош. Според мене не е можно да не знаел што го очекува таму или што прави градоначалник. Би ми било чудно, сепак се работи за човек кој интелигентен, не е некој што... Господин Ивановиќ, ако основно училиште заврши со тројчиња, средно заврши со тројчиња, купиш диплома, овие работи ќе бидат тешки за
за да ги сватите. Сепак, за градоначалник на општина како што е Карпош, сака да имате и интелектуални и образовни капацитети, што се вели па и Божја дарба, пракса и така натаму. Сепак, во општина Карпош мора да се има чувство на повисока одговорност. Зошто? Во општина Карпош живеат 3 премиери на Република Македонија. Меѓу кој е Мицкоски. Меѓу кој Мицкоски. Значи, 2 поранешни председатели на собрание. Тоа е покојниот господин Стојан Андов и Вулне Старова, покоен исто така. 2 гувернери на Народни банки. 2 председатели на ЦК на Македонија и на Југославија. Университетски професори, режисери, глумци, пејачи, уметници. Дали знаете дека најголемите покојни и живи уметници во Република Македонија живееја во Карпош? Значи, тој е последниот спрат од улицата Партизанска на времето кога премиер бил Благовар Поповски, наредил да се направат ателјеа за 65 уметници и најголеми архитекти во Македонија. Значи, тоа се работи за една од најголемите писатели македонски. Глигор Поповски, Видој Подгорец, Симон Дракул, од посовремените Еве Венка Андоновски и така натаму. Значи, вие имате обврска повеќе да бидете одговорен кон таа општина, банкари, менаџери и така натаму. Значи, имате сериозна обврска и ја не можам да се изначудам на оваа неодговорност и на Христијан Мицковски и на ВМРО ДПМН. Што е проблем да излезете и да кажете да, овој човек јас мислев дека го познам, меѓутоа очигледно дека ние сме ја погрешиле со изборот, одиме на нови избори, како ќе каже народот, така нека биде. Тоа е многу често кон граѓаните на општина Карпош. Ако вие имате пред мене 4 години комплетен застој во работата на општината, ако 14 месеци во мое време општината беше блокирана, од распишување на изборите од август месец лани до сега имате комплетен застој и ова има тенденција во наредните 6 до 9 месеца исто вака да биде. Па не е ли греота? И знаете ли колку тоа многу чини да одземете од животот на граѓаните, од развојот на една општина 6-7 години? Тоа треба да бидете премногу неодговорни за да се однесувате така како што се однесува во моментот ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН односно господинот Мицковски во Карпош буквално направи една скапа игранка, една скапа свадба која што чинеше 2-3 милиона евра. Значи, купува и наркозависници, купуваа луѓе кои што должат по кладилници, купуваа гласови во нерези и во злокуќени, како да кажам, места членови на избирачки одбори, правеа возови, што те не се обидуваат да направат и таа, како да кажам, скапа свадба за само 20 на дена нивната невеста кажа јас овде не сакам да бидам. И тоа сега им се случува, практично си заминува од општина Карпош и вие го слушате премиерот, место да снижи уши и да им се извини на граѓаните затоа што за така битен градоначалник, како што беше градоначалникот на Скопје, тотално е оплеска со кадровското решение што претходно го имаше, сега исто така е оплескува со општина Карпош. Тој вели некои, како беше, политички глодари се обидуваат, не знам што да прават и така натаму. Замислете во оваа ситуација, невестата му бега и се криви се комшиите затоа што тоа го коментираат. Ставот на ВМРО ДПМН е дека не се случува ништо посебно, дека тоа е само наболедување и дека навистина е наболедување и дека еве сите сакаат да искористат неговата ситуација. Вака сега. Јас бев наболедување. Има ли некој во државата кој што не знае од што боледуваше Стефчо Јакимовски? Бев на тешка операција. Значи, се отвараше моето десно плутно крило, карцином на бели дробови во Виена. И јас осаствував купно 15 дена од своето работно место. Со тоа што после 4-тиот, односно 5-тиот ден, јас веќе бев на онлайн врска со раководителите на сектори во општина Карпош. Ќе ви дадам друг пример. Дали знаете дека покојниот Перо Латиновски, кој што беше изводреден, одличен прво како човек
И како градоначалник, нека му е лесна земјата, за 8 години имаше 7 тешки операции, меѓу кои и исто така во Виена, операција на плуќа, првата операција му траеше 14 часа и така натаму. Слушна некој дека Перо Латиновски отсаствува од работа, го нема, е назначен со цели овластувања, некој друг во општината и така натаму? Апсолутно не. Значи, овде се работи до комплетно пренесување на овластување на друг човек кој што не е биран од граѓаните на општина Карпош, а практично сето она што сега се случува е резултат на подготовките што самиот Сотир Лукровски ги правеше изминативе 6 месеца, дека тој не сака да седи повеќе во општина Карпош, дека ова е претешко за него, дека погрешил и самото однесување кон вработените, кон граѓаните, кон проблемите, кон медиумите, доведе до оваа ситуација во која што... Да, ќе зборуваме за преносот на надлежности, бидејќи тоа е навистина проблематично, но сакам уште ова го спомнавте. Како може на ВМРО ДПМН и на господинот Мицковски, во толку краток рок, повторно да им се повтори таква епизода како со Даниела Арсовска? Значи, не е иста, се разбира, но некако слична. Значи, повторно има проблем со кадровското решение. И повторно и наетање. Не гледаме штетите да бидат помали, повторно во цела оваа ситуација се гледа како ВМРО ДПМН да извлече корис. Не се гледа граѓаните да извлечат корис од оваа работа, повторно неговата партија да извлече корис од целата ситуација, односно да ја минимизира штетата од оваа ситуација. Тешко дека ќе извлечат корис, ама се обидуваат да ја минимизираат штетата. Како се прави таа погрешна проценка во тие кадровски решенија? Што мислите? Ова е кадровско решение, ова е другар, негов школски другар од детство. Да, како што читаме. Школски другар од детство и очигледно дека и со едното и со другото решение го погреши и човечки и да се сгреши. Живи луѓе сме. Не можеш секого да знаеш, вие, како да кажам, не влегувате во неговата глава да знаете во детали тој како е. Ете се греши, ама коректно е да се коригираат грешките, коректно е да се извини. Ја не можам да се изначудам и на оние силни доктори што го промовира господинот Лукровски пред изборите. Еве какви диагностичари биле, како тоа они промовирале болен човек во општина Карпош, кој што се вели едноставно так, исклучи телефоните и го снема нигде, а толку се залага за него дека бил толку добар, дека бил толку квалитетен и така натаму пукал здравје за да води општината. Тоа само говори и тие какви луѓе, каков карактер се, односно какви диагностичари се тие. Најмалку 30 доктори го промовираа. Да. Па сега еве ги, тие 30 доктори нека помогнат во подобрување на неговото здравје. Да, можеби го лекуваат, не знаеме. Во однос на преносот на надлежност на господинот Крстевски, прочитав една интересна анализа на господинот Александар Трајановски, го знаете. Заменик градоначалник беше на Скопје, на Даниела Арсовска, каде што тој вели вака: едно е градоначалник да именува заменик, што е законско право и обврска, сосема друго е да се пренесат овластувања, ингеренции и подпис. Особено ако за тоа стои политичка намера да се избегне одговорноста пред граѓаните. Значи, едно е, како што кажавме, да именувате заменик градоначалник, како што сме имале... Јас заминав за Виена и ја именував господјата Добрила Андоновска за мој заменик. Но може ли господинот Крстевски сега да стане... никакви ингеренции не пренесов, што требаше, исподпишав налози за плаќање едно, друго и така натаму. Како да ви кажам, легнувате на операциона маса, се може да се случи. Да. Сепак општината да има заменик, јас тој ставив подпис, архивиравме и така натаму, но овластување. Па дури обид да се брише од централен регистар, обид да се брише од подписник на жиросметка, што покажува тоа? Постоеле тие обиди, постоеле тие? Да, апсолутно постои тоа. Значи, тоа се информации и од централен регистар и од Трезор. Значи, они сакале да го избришат, мислам, он сакал да се избрише. Да, да се избрише од се и дури од Трезор им рекле, како може он ви дава овластување, него да го нема за подписник, само тој што е овластен да стои на... Дали вие доволно е познавате оваа проблематика? Добро, можно ли е тоа што го читаме дека него не му дава да се поднесе оставка? Буквално не му даваат. Да, јас го слушам тоа. Јас дури 5-6 дена пред тоа имав информации дека деновиве Сотир Лукровски ќе се повлече од функцијата. 5-6 дена пред тоа.
Јас си викав, абе доста више, тоа го слушам 6 месеца, фолира цело време и така ќе тера наредни 4 години, тоа им е обична фора. Значи, верувате, 4-5 дена претходно ја имав оваква информација дека тој ќе се повлече. Впрочем, неговите најблиски пријатели цело време зборува дека му се бара замена, се бара решение за Зотој Луковски. Тоа се све работи кои што излегуваат од кај нив. Да. Добро, доколку остане оваа ситуација и господин Крстевски продолжи да функционира како заменик градоначалник со пренесени овластувања. До кога може тоа законски да трае така? Добро, јавно да прашам, знае ли некој кај се наоѓа градоначалникот на општина Карпуш? Каде е? Како што велат дома, така велат. Имате право граѓаните да знаат што се случува со првиот човек на општината. Да, па се разбира дека имаат, за тоа ми беше првото прашање, да немате немате вие никој да не може да информација, го добие, да не комуницира со него на телефон, на било како. Може ли да нема никаков нијални абер од град, како пропаднат во земја? Да, навистина чудна ситуација. И никој не праша. Има ли логика тоа? Ајде, нека ми каже, нека објаснат стручњаците од ВМРО ДПМН, бидејќи се нели они, ама најмалку имаат право да се играат со народот, да се игра ВМРО ДПМН. Нели се промовира за национална партија, за државотворна партија? Па вака ли треба се однесува државотворна партија со граѓаните? Дури со едно парче не мора да е и општина Карпуш, нека биде, не знам која е најмала општина, Вевчани нека биде. Значи, нема право да се однесува кон граѓаните токму партијата која што е најнационално определена, која што се смета за државотворна, која што е идеен покровител на самостојноста на Република Македонија. Не смее вака да се однесува. Ова е апсолутно антинародно, антидржавничко однесување. Добро, доколку навистина не му даваа да се повлече. Зошто не би му давале да се повлече? Зошто едноставно не му каже добро, повлече се, каже дека се повлекуваш од здравствени причини? Затоа што се плашат дека ќе ги загубат изборите, оти во Карпуш се обрукаа за сите пари. И затоа што веројатно колку потрошија милиони овие избори, сега ќе треба да потрошат дупло и со големо знак прашање дали ќе победат на следниви избори во општина Карпуш, затоа што и, како да кажем, историјата покажа дека со право граѓаните на општина Карпуш 35 години на ВМРО ДПМН не и давале власт во општина Карпуш. Со право, после 35 години насила ја земаа власта и што се случува практично се однесуваат како Алиса во земја на чудото. Не знаат што да прават со општината. А и градоначалникот, ако не можел да ги свати работите, него бива и така натаму. Овие сите луѓе што ги наброја, што внатре во општината, што оперираат, што помагаат и така натаму. Вие во еден фудбалски тим може центарфорот да не ви го бива, шпиц играчот. Ама имате добри крила, имате добра врската меѓу одбраната и нападот. Ме разбирате, значи има други играчи, не е само еден играч, или не знам во кошарката. Ако на шутерот не му оди на крилото, му оди на центарот, му оди на бекот. Добро, има ли некаква вистина во тоа дека воопшто на Карпуш има силни бизнес интереси, се спомнуваат цело време тоа, Скопје на вода, многу нови згради, нови комплекси, дека таму поради тоа е ставен господинот Лукровски, за тоа се инсистира на Карпуш. Вака. Бидејќи вие ги знаете доповите, ги знаете плановите, ги знаете процедурите. Дали ќе има бизнес интерес или не одлучува градоначалникот. Значи, за да негде нешто се прави и се гради, одлучува генералниот план. Значи, тој определува намената. Оној дел за кој што се зборува, а тој е од Александар Палас па нагоре покрај Вардар, тој во генералниот план е спортско-рекреативна зона. Значи, не е за оваа намена. За да тоа таму може да биде да се градат комплекси како што е Белград на води, значи треба да се промени генералниот план. А за да се промени генералниот план, него ни треба најмалку 2 па и повеќе години. Тој е во некоја постапка, ама далеку од било кој, како да објаснам, не е влезен ни во анкета, не е влезен ни во прва фаза, значи тоа е процедура. Откако тоа ќе се заврши, потоа вие треба да донесете детален урбанистички план, а јас гарантирам за таа операција, ова раководство и во градот и во општината нема такво време. Значи, таа е работа што се промовира, може би има таква намера, ама за тоа не одлучува само градоначалникот на општина Карпуш. Што значи, за да вие негде нешто
градите или некој што има намера да гради да прави, тоа мора да го дозволува генералниот план. Ако таму генералниот план вика овде треба да има трева, како вие ќе правите згради? Ако вели овде треба да има училиште, како вие на времето на училиште ќе ставите? Значи нема теоретска шанса, тоа ќе падне на прво ќе падне на уставен суд. Тоа е второ е спротивно на законитост, тоа ќе одговарате. Како ќе ви го одобри град Скопје? Бидејќи директно му го крши генералниот план, како ќе ви одобри Министерство за транспорт и врски, како ќе ви го гласат советниците, така да тоа апсолутно не е така. Значи таму процедурите се уште далеко. Далеко се тие процедури и тоа не зависи од градоначалникот на Карпош. Ајде да се вратиме на именувањето на заменик. Што сега понатаму? До кога може господинот Крстевски вака да биде заменик градоначалник, доколку господинот Лукровски да се појави, се разбира? Кога е во прашање ВМРО ДПМН, нивниот инат и нивната нерационалност, тоа може до крај на мандат. Тие се подготвени да ги кршат сите закони, устав, ако се работи за овој за системски закон, двотретински закон е законот за локална самоуправа, тие тука бува не ги пецка. Вие видовте пред изборите не затрупаа со ѓубре и за тоа уопште око не им мрдна, само за да направат некој пиар, да дојдат со приказна дека за 72 сата потоа ќе го очистеле Скопје. Институциите, како што е и Инспекторатот за локална самоуправа, Министерството за локална самоуправа, значи тие се сите под нивна контрола, овде се ќе зависи од притисокот на јавноста. Иначе, ако се прашува ВМРО ДПМН, вака ќе тера. Значи, избори треба да има доколку градоначалникот се повлече, така? Во тој случај законот предвидува избори, нови избори. Во тој случај. Но ние можеме да имаме ситуација јас овде се сомневам дека имаме класична злоупотреба на боледување и тоа со посредство на високите органи во државата. И тоа во време кога зборуваме за злоупотреби на боледувања, така ли е? Господинот Крековски кажува како се злоупотребуваат боледувања. Значи, една политичка ситуација, една кадровска ситуација во партијата се обидува да ја разрешат со институтот боледување. Значи, еве за 2 дена истекуваат тие 15 дена боледување. Евентуалната злоупотреба би била во тоа што господин Лукровски формално не би се повлекол. Така, за тоа зборуваме. Да речеме. Да. Например, бидејќи доколку се повлече мора да има избори. Мислам дека 6 месеци после тоа. Така предвидува законот. Но мислам дека ова нема да може да го издржат, затоа што буквално меѓу граѓаните секојдневни се негодувањето од граѓаните од тоа што се случува во општина Карпош. Нормално оние што се ВМРО-вци ќе бранат оваа ситуација, чекај човекот може болен, па да видиме и така натаму. Меѓутоа, ако оди ова во таа насока да се продолжуваат боледувањата, значи оваа ситуација ќе биде неодржлива. Има уште еден момент во однос на Советот. Значи, сега, кога господин Крстевски доколку стане заменик градоначалник или веќе не знам, тогаш односите во Советот, како што читав, СДСМ и Левица би имале исто со ВМРО ДПМН? СДСМ има 3 советника, Левица има 4-7, ние имаме 4-11 советника и има 3 независни. А ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН значи ќе има на своја страна негде отприлика 13 советника. Значи да речеме таа некоја здружена... Значи вкупно се 27, еден ќе извадиме, останува 26 и отприлика ситуацијата би дошла... Пата. Да речеме таа некоја опозицијска тамо структура во општината. Значи тоа на некој начин... 12-14 било кога сите овие би биле на една страна. Мислам дека ќе се обидуваат на разни нечестни начини да купуваат советници, да врбуваат... Инаку ќе се блокира Советот. Инаку ќе се блокира Советот. И логично е ваков Совет со вакво нефункционирање да се блокира и да одиме на што е можно побрзо на избори. Јас да ве потсетам како се однесуваше ВМРО ДПМН изминативе 4 години. Цело време ја блокираше работата на Советот на општина Карпош. Не гласаше буџет, не гласаше програми. Вие ако немате програми не можете да го изгласате и буџетот. Не гласаше, замислете све што бараат да им се вработат луѓе се вработи, а потоа гласаат против програма за вработување, она програма која што ни е потребна во општината, крајно деструктивно се однесува изминативе 4 години во општина Карпош. И што е најстрашно, таа деструкција
продолжува и во изминативе 6 и повеќе месеци. Да, добро, прашањето кое го поставивме на почетокот, кое сите чекаат да го слушат, доколку има избори, ќе се кандидирате ли повторно? По кој пат би било тоа? Четврти пат? Не, пети. Пети. Најмалку овде сум битен јас. Во конкретниот случај најбитна е општината и граѓаните на општина Карпош. Ние во нашата партија, вклучувајќи и мене, ќе одлучиме така како ќе биде најдобро за граѓаните. Ако е најдобро за граѓаните јас да се кандидирам, ќе се кандидирам. Ако е подобро за граѓаните да се кандидира некој друг, тогаш тоа така ќе го направиме. Значи, јас немам право после 4 мандати во општина Карпош во оваа ситуација да мислам на себе. Значи, таа работа апсолутно ја исклучувам. Таа општина мене ми овозможила да се афирмирам, не само во земја, туку и надвор од земјата. Имам добиено 4 меѓународни високи награди. Значи, сме ја дигнале општината Карпош на пиедестал и јас во ниеден момент, што се вели со ниедно делче од својот мозок, не смеам да мислам на, како да кажам, на свој интерес, а не на интересот на граѓаните на општина Карпош. Добро, значи, немате дефинитивен став, но доколку биде такво расположението, би се кандидирале? Најбитно е сега да бидеме разумни. И јас мислам дека е коректно да седнеме заедно со ВМРО ДПМН, заедно со господинот Мицковски и да донесеме решение да се оди на нови избори. Како ќе каже народот, така нека биде. Ова што се случи досега, ова решение, не можам да кажам дека е грешка на народот, беше голем притисок и големо силување и нечесно однесување на представниците на власта. Мислам дека најкоректно за Карпош ќе биде да го ставиме Карпош да избира сам. Ако ја погоди работата, ќе биде погодена, ако не ја погоди, да сме живи и здрави. Заборавив само да ви кажем и дека приходите во општината паѓаат. А тоа е многу опасно, зашто платите растат. Сега ги покачија платите негде за 8 до 10.000 денари, во зависност од тоа дали имате магистарска или докторска оваква диплома, 6.000 денари по колективен договор, 1.600 денари од по законски основ на владата и плюс ако имате титула магистарска или докторска, значи тоа отиде скоро 10.000 денари нето, а бруто е тоа негде 14-15.000 денари по вработен. Помножите го по 160 и кусур вработени, ќе видите колку пари е тоа месечно, помножите го по 12 месеци, а приходите ако се намалуваат, вие на крај ќе дојде четвртата година општина Карпош ќе дојде во ситуација само плати да зема, струја, вода, телефони да се платат, евентуално бензинчи и толку. Да, добро, освен ова што велите дека се намалуваат приходите, какви се другите состојби? Имате ли некакви информации во однос на актуелните проблеми на општината? Што се случува во моментов во односи на вакво работење на градоначалникот или на вакво неработење? Е, вака најпластично ќе ви објаснам. Градинката Мајски цвет во Тафталиџе требаше да ја пуштиме на 20 декември во употреба. Се уште не е пуштена. Се вселија децата внатре, сега пред 20 на дена, откако дојдом се запре. Второ, до сега требаше да биде пуштена во употреба и градинката Пролет кај популарно, што ја викаме, кај Канела во Козла. И таа е барака од дрво, градена 64-та година, таа треба да се сруши и да се гради комплетно нова градинка. Немате поима колку е убава оваа градинка во Тафталиџе, а ова е со уште подобар концепт на моје инсистирање, значи тамо, бидејќи густо населено место, проблеми создаваат возилата наутро, значи тамо со возилата ќе се влегува во подрумските простори, значи во гаражниот дел, значи негователките го земат вашето дете, вие со возилото продолжувате, нема никаков настој при приемот и земањето на децата, значи тоа ќе биде од цврста градба, на 2 нивоа објект, со нови стандарди, со поголеми занимални, со квалитетна кујна, значи по сите, по хасап стандарди, со перални, со се она што треба. Натаму, спортската сала во Димо Хаджидимов во Влаје веќе требаше да биде пуштена во употреба. Значи децава веќе требаше да се израдуваат. Таа прашање дали ќе биде готова некаде до тамо август-септември. Спортската сала во Братство, таму имаме една стара сала од лим направена
со линолеум доле и така натаму, и таа треба да биде нова сала со гледачи за да може со незе да се игра и ракомет и фудбал, значи сите спортови да се упразнуваат. Таа требаше да биде почната, не е почната. Од она што имаме подпишано договори за улици во општина Карпош од унгарскиот кредит, само се направи 2 улици, уште 9 улици треба да се направат. Петар Чаулев во Влаје треба да се прави, Софиска треба да се прави, значи имаме во Козле еден подпорен зид, тамо со улица треба да се прави. Значи имаме многу улици, треба во паралелно на Партизанска во Карпош 2 да се прави улица, имаме во Бардовци да се прават улица, горе Козле 3 треба да се прави, значи одобрени пари, тендер завршен, подпишен договор, само треба да кажете почнете да ја правите улицата. Тај објасните го зошто тоа не се прави. И сега, доколку тие пари не се реализираат оваа 2027 година и владата си ги повлече парите, тогаш тој што е направил оваа штета на исто како да ги украл парите, тогаш кривично мора да одговара. За таа работа ќе мора да оди во затвор. Затоа што вие сте добиле пари, не сте ги искористиле, тие пари се повлечени исто како да се ги украл. Немојте вака, господине Јакимовски, дополнително да му правите притисок на човекот, доволно има, уште со овие пораки дополнително му правите поголем притисок. Сега, значи... Знаете што, и тоа што го дава овластувањето на господинот Неделчо Крстевски, тоа не го ослободува од одговорност. При здрава стрес и ова го дало овластувањето на лице кој што не е бирано од народот. Едно да даде овластување, не знам, на служби, раководител на сектор за урбанизам, правен сектор и така натаму, тоа се професионалци, ама вие давате овластување на човек што не е професионалец, не е биран од народот. Значи таа работа уопшто не го ослободува од одговорност. Било што да се случува во општина Карпош. Да, во однос на ова, значи... И сега гледате што се случува во општина Карпош. Секој ден се снимаат како коса трава. Секој ден снимки имаме на социјалните мрежи како Карпош коса трава. Тоа ли е работата на општината? Ве слушам вака од почетокот на емисијата, интересно ми е, секоја улица ја знаете во Карпош изгледа? Како може да не ја знам? Вака ги Прво 16 години сум таму, второ. Знаете што, за да нешто знаете, нормално јас и во Белград знам улици, знам и од слушање, ама треба да бидеш на улицата. Јас на улицата не само што сум бил, ако таму сум правил канализација, па ако на таа канализација се испречило парно грејење, па сме го решавале тоа парно грејење, како да пројдеме, како да направиме, или се вкрстува со кабли на електрична енергија, значи сме решавале таму проблеми, па имало граѓани кои што не даваат, па не се слагале, значи тоа не само што вие ја знаете улицата, меѓутоа кога сте работеле на нејзи така натаму, тоа е нешто што не се брише од на секоја улица го знаете проблемот, за која сакате улица можеме да разговараме. Да. Преска ви ги спомнав Ловкенските горе улици, Ловкенска 6 и 9, кога ги направивме тие нема канализации, септички јами и голем дел од нив канализациите во тоа потоците, во доловите од водно што се спуштаат. Оде ако направивме канализации фекални, ги ставивме во фекален колектор, сите ги поврза олуците од куќите во фекалната канализација. И потоа нам ни избиваше, на секој поров избиваше доле кај трафостаницата, кај овој хирургот Караѓозов, кај него, на другите улици, па потоа моравме тие Пијанец, Крчин, тие Милан Марковиш и другите улици моравме наново да правиме нови канализации. Како може да не ги знаеш ти работи, кога излегувало проблем на проблем, значи како домино ефекти можеш да ги решава сите тие проблеми. Да. Ај за крај, градоначалникот на Скопје Ѓоргиевски рече дека превршува изградбата на улицата Љубљанска, дека мостот во Карпош по 3 години застој ќе биде пуштен наскоро во употреба. Да, не може да биде пуштена, таа може да почне да се прави. Знаете како? Тој како што рече дека се гради. Комплетната филозофија, комплетното работење на сите структури на ВМРО ДПМН е пластично да ви објаснам, еве, да претпоставиме, не е градоначалник, Мицковски не е премиер, Александар Николовски не е министар за транспорт и врски, тие вака се однесуваат. Замислете да се доктори. И сега држи пресконференција, го примивме тој и тој пациент. Па потоа држи пресконференција, пациентот го пративме да му проверат крвна слика и да направи компјутер.
Па потоа држат пресконференција, ја погледавме крвната слика и компјутерот има таа и диагноза. Па држат пресконференции, денеска му дадовме такви и такви апчиња, па да видиме како ќе делува терапија. Тоа го прави ВМРО ДПМН, господинот Орце. Значи, таа е со генерален план утврдена, нека почне да ја гради, кога ќе почне да ја гради улицата, гледате шо прати, еднаш ќе ја најавува дека некогаш ќе ја прави, па кога ќе биде проектот готов, ќе каже дека проектот е готов, па кога ќе треба да извадат градежна дозвола, па ќе ми ја најават, додека почнат најмалку 4-5 изјави пресконференции. Мислам дека се гради веќе. Мислам дека се гради. Словенечка не се гради, како се гради? Лјубљанска. Лјубљанска. Да. Така За Лјубљанска, да, јас мислев за Словенечка. Не, Лјубљанска. Ама Лјубљанска таа беше од времето на ова, како се вика, на Даниела Арсова. Таа улица е готова во овој дел од страната на Карпуш, само делот на Злокујќани. Тоа е, како да кажам, 300 метра улица. Сега толку многу да држаме фанфари за таа работа. Да. Јас мислев се извинувам. Да. Значи се преориентирав на Лјубљанска Словенечка. дека мостот како Зашто ја зборам Словенечка? Словенечка е исклучиво битна улица за да возилата кои доаѓаат од делот на Чаир, Визбегово и така натаму не преоѓаат преку Карпуш, Момин поток, Злокујќени, Влае, Ѓорче Петров и така натаму, туку директно излезат во Ѓорче Петров. Со воведување на Safe City, со успорување на сообраќајот, ние подхитно Словенечка треба да ја пробиеме, подхитно треба да се прави јужната заобиколница, али не трасата која што е сега направена, треба да се направи нова траса за да се релаксира сообраќајот и сите што доаѓаат од Западна Македонија да не влегуваат преку Ѓорче Петров, преку Влае, Карпош и така натаму за центар, туку таа треба да оди поводно и на кој како му треба да се спушта надоле. Значи ние треба сега да работиме на олеснување на сообраќајот во градот Скопје, затоа што вака практично го згужгавме сообраќајот. Да. Добро. Господин Јакимовски, ви благодарам за ова гостување. Молам. Ме беше драго. Почитувани, ова беше Стефче Јакимовски, го завршуваме првиот дел, продолжуваме со Драган Данев, директор на математичко-информативната гимназија. Останете со нас, се враќаме за кратко.